Во Маврово фантастичен климатски амбиент. Прошетавме малце околу салата и околу хотелот. Услови идеални за нас туристите, не знам за вас спортистите какви се. Да, тука веќе сме трета година со оваа генерација, имаме прекрасни услови, салата на располагање, имаме среќа оваа година сме сами, така да имаме доволно време и од сабајле и попладне да доволно добро да се припремиме за предизвикот кој ни престои сега во јули. Јас цело време се мачев низ годините да ги научам како се движат младинските категории, па некако со децава пратејќи ги и полека ги сватив. Најмали се пионерите, па доаѓаат кадетите, па доаѓаат јуниорите. Да. А што се младинците? Или јуниори и младинци треба да се исто, така? Да, ние сме со оваа генерација, мислам дека во првиот подкаст кажавме, јас и Бранко, со оваа генерација сме веќе 4-5 години од пионери, па кадети и сега сме младинци. Ова првенство европско е младинско и наредна година има последно за оваа генерација светско првенство. Светско првенство. И тоа ќе може да го изиграат, иако можеби некои веќе ќе имаат и 21 година. Или тогаш така ќе биде тоа крстено у 21. Пласман за светско обезбедуваш на ова европско. Сега точно не знаеме до кое место, а не мислам дека до 14-15 тие селекции што ќе го изборат тоа место ќе бидат на светско во Полска. Да. Официјално во јули првенството се вика U20. U20. Тоа е ЕХФ U20, може би оваа номенклатура треба да изфрлиме. Или М20, кадети, да, година е М21. М21. Ние прв пат вас ве запознавте кога бевте М18. Тогаш дојде првиот во наводници да кажам успех. Тогаш бевме на тој беш шампионат кај што ги изборивме светското во Хрватска и ова европско усвоение. А на тој па беш шампионат предходеше еден друг шампионат кој што мене ми беше интересен и тоаш јас и ти го прокоментиравме, тоа беше тогашниот U20, кај што добар дел од U18 отида да го печат за наетот и таму ги водеше Бранко Ангеловски, сам дека беше во Бугарија. Не, тоа беа исто квалификација. Исто беа квалификација? Исто беш шампионат, да. Ние тогаш направивме, заедно оставивме акцент дека со тој пласман на 2002 генерација, дека не беше не сигурно, се отвара, не се отвара, така. да, и затоа отидовме со повеќе играчи од 2004. Така. Додека ние бевме на тој беш шампионат, паралелно имаше европско кадетско во Црна Гора за за 2004 генерација. Така. Европско кадетско. И од тука некако ние почнуваме сега полека и јавноста да ги запознаваме и стручниот штаб, и репрезентативците и веќе полека се комплетира таа слика и доаѓаат првите сериозни резултати на светското првенство лани. А да, 9 на свет. 9 на свет. Не мала работа. Или топ 10. Топ 10, да. Знаеме дека долг период не бевме на тие првенства со овие генерации. Имаме прекрасна генерација. Може само пофални зборови и мислам дека ќе се сложи и Бранко со мене. Децата исполнуваат све што им е зададено. Така да се надевам дека тоа ќе го продолжи во иднина. Наша цел е што повеќе од овие деца да се приклучат во репрезентација. Така да не смееме и го кажав еднаш ќе го кажам и ќе го повторам повеќе пати дека притисокот ние не сме навикнати, притисокот ни носи дополнително некој товар дека мора нешто да се направи. Не мора ништо да се направи. Наша цел е да повториме играта од Хрватска. Доколку ја повториме играта од Хрватска, секако дека ќе имаме резултат. Знаете дека таму ни зависеше една топка, така да и сега системот кој е наметнат баш не е најдобар, се сложија со скоро сите репрезентации, со тоа и Словенија и Хрватска. И све ќе зависи од една утакмица немаш право на кикс. А ќе дојдеме после до првенството. Ја овој пат спремен, але школски. Значи станата рано сабајле, пиен кафе и подготовка, пошто европско првенство не е имало работа. Само да се надврзам, од оваа репрезентација веќе имаме 5 потенцијални кандидати за репрезентација. Добро, како ги слушавме рекламите да продолжиме, значи рековме од овој состав 5 играчи веќе се потенцијални, да, знаеме во тој пократок список веќе беа Иван Галевски, Тино Карасманакис и Дамјан Митев.
Така да ние кога гледаме целосно и компактно, мислам дека целата ја исполнуваме со оваа генерација. Со самото тоа што тие веќе истрчаа на терен со Атим, веќе Да, и сигурен сум суштината на младинските репрезентации е да создават играчи, а не да освојуват медали. и сигурен сум дека уште еден двајца ќе бидат кандидати за Во неврзаниот разговор пред да почнеме да снимаме, го спомнавме тој момент, ај сега ќе се навратиме, пошто сме тука кај децата. Имаме деца што чукаат и што влегуваат од прва репрезентација, имаме добар дел деца што имаат минутажи во своите тимови. И минатиот пат исто констатиравме дека е клучна работа за развојот на тие млади играчи да имаат минутажа. Во овој состав, јас барем колку што ги пратам и младинските и сениорските категории, имаме доста играчи со доста минутажа. доста тука може да додат пофални зборови на 4 екипи. Значи тоа се двата тима што ги има Алкалит и Перистер Еврофарм и Пролет и Бутел. Значи гледаме сега дека и Бутел го следи трендот на Пролет. Да. Пролет знаеме дека играат повеќето македонски играчи. Тука ќе имаме два тројца од 2024, исто да го имаме во Бутел, во мултиесенски. Да, исто така тројца, тројци имаме од Перистер 2, така да тие играчи имаат солидна минутажа и играат квалитетно на превари. Суперлига. Да, имаме играчи кои се исто во Алкалуит, во Тиквеш, така да оваа генерација може да кажеме дека имат една добра минутажа во првенство. Од следната тема ми беше баш таа, ама уствари да се вратиме чекор 2 наназад, кои се уствари сега центрите од кај што ни доаѓаат најмногу млади ракометари? Можеме ли да дефинираме такви центри дека постојат? Да, Струга, Битола, Скопје, Охрид, или имаме доста шарена слика? Оваа генерација е шарена. Шарена. Оваа генерација е шарена. Имаме играчи од Куманово, од Битола, Од Куманово, од Кавадарци, од Кавадарци, Оваа генерација е од цела Македонија. Имаме бачето звучили со Гевгели. од Гевгели. Многу интересно. Дали тоа е квалитет или? Па не знам, тука знаеш како ќе го спомнеме тој период баш тој ковид период, знаеш, после тој ковид период повеќе се стави акцент на оваа генерација, децата тренирале и во своите клубови, ја кажав еднаш и пак ќе ви пофалам сите тренери кои работеле со нив во тој период. Така да оваа генерација од цела Македонија. Центрите знаеме Струга дека е еден центар, така поголем центар, кај што секоја генерација има играчи од Знаеш дека планирам да снимам документарен филм на таа тема. Не сум кажал до сега прв пат. И веќе контактирам луѓе од Струга и имам и режисер најдено. Има една специфична работа. Нешто има таму, дали да. пијат нешто чудно, дрим ли пијат, или нешто се случува таму. Мислам дека и во 2-6 генерација има. Од Струга. Колку беше, да речам, широк списокот, ајде ако се навратиме изминативе години, на играчи што се најдоа на списокот, што продефилираа, што ги бендисарте, што не ги бендисарте, за да доеме до вие 20 на денес. Поминаа доста играчи. Доста Баш играчи. денес на тренингот во фитнес клубот има од секоја година има слика тука што сме направили, баш гледаме дека пред 2 години, од пред 2 години 5 играчи не се во овој состав. Значи природна селекција, или строг тренер. Па не би рекол, али сега зависи од повеќето зависи од самите играчи. Да, ние гледаме тука да се најдобрите, а сегаш дополнуваме, но сепак 18 ќе бидат тие кои се најспремни и најквалитетни. Има ли Раде така наречени сладки маки за да кога го крати составот? На првенство ќе играте со 16? Не сум сигурен со колку ќе патуваме, со 16 ќе имаме да, доколку беше Александар Петковски со нас, ќе имаме сладки маки, така да ќе бевме сите комплет. Ме радува тоа што само Врстевски после подолга пауза е одличен, добро ги помина припремите. Тоа е. Сега се надам дека ќе бидеме сите само здрави до крај и да продолжиме еден. Да, од Сабале малце шпионирав околу здравствениот билтен, во зелено се сите. Да, може нека малку уморено, ама сега сте на... Да, тоа е нормално. Сега сте на оние тешките припреми, така? Да. Пошто уште кога доаѓавме таму од кај браната се слушаше гласот на еден кондицијски тренер како... Да, па баш денес има едно тестирање, има денес, така да...
И баш Има малци потежок дека ние тренинг. возиме со отворени прозори, уживаме во природата и слушаме еден глас. Така Не, си сериозно. беше малци така потежок тренинг, попладне се слободно. Да. Самиот тек на подготовки ви ги опфаќа на чело и престои овде во Маврово и после знам дека одите на еден турнир. Пак би кажал една благодарност до Ракометната федерација, ни овозможува прекрасни услови, трета година поред сме тука. Тука е најдобро за првиме, знаеме како е кај нас, колку се температурите во Скопје и во сите други градови, така да Споредливо, да. една голема благодарност, ги имаме сите услови, имаме закажано превари, знаеме точно кога све и како. Така да од таа страна. Дали планот на Раде се исполнува онака како што го зацрта? Па да, можам да кажам да. Така? Да. Значи, вклучувајќи ги подготовките овде, турнирот на кој што ќе одите и тоа е тоа на што го имаш ти замислено како Све комплет е толку, да, доволни се. укривање на форма. Доволни се тие утакмици, помеѓу тие утакмици ќе имаат по 2 дена слободно, по 2 до 3 дена, така да допред тоа тргање за Словачка, мислам дека ќе бидеме Иако, во добра форма. да, иако е факт дека всушност подготовките доаѓаат на крајот сезоната, добар дел од играчи ви играат. Значи, вие прво треба малце да ги одморите, па пак да ги... Па баш така, Да ги првите кренете. 2 дена не беа со голем интензитет, затоа што знаеме дека некои дојдоа од сама утакмица, некои беа само 6-7 дена без утакмица, но ова генерација е стварно се по форма. Дечките се големи професионалци и мислам дека еден ден сите ќе се радуваме со овие играчи тука, со дополнителни некои други, дека Македонија ќе се врати таму кој што заслужува. Денеска бевте надвор на отвореното игралиште и ја видовме сликата на еден широк стручен штаб. Дали ги имаш сите потребни елементи за да биде како што треба? Знам дека со тебе е Бранче, знам дека е кондицијски Златко, тренер на голмани И се Суборски. Да. Тоа е респектабилна бројка и на членови и на па и на авторитети. Сите се активни, сите се Да, од таа страна е све покриено, да не се повторувам. се знае ли кој е шеф? Сите сме шефови кои сме на од тренерите сме сите шефови. Која е филозофијата на Раде? Генерално за ракомето, тука може малце да допреме после и тиквеш и она што следи. Мојата филозофија е дека околу стручен штаб или Околу ракометот, околу ракометот доколку си. пошто ние нели од страна кога гледаме неуките и нонстоп шпански систем, ваков систем, онаков систем, ранен ган, постојано ни се наметнуваат некакви прашања, Yes. теми, поделби, потреби нешто да некаде да го За да го мене е сместиш. битно тоа што му го пласираш на играчите да веруваат во тоа. Било каков систем да е. Дали шпански, дали не знам сега. Доколку не веруваат, џабе е каков систем да даеме ние. Ние сме многу отворени со нив, знаат, на моменти сме и строги. Мора да се знае некоја линија за тоа што знаеме сите како се стигнува до некој успех. А и од друга страна сме и родители, затоа што тие деца се генерација на нашите синови. Така да, по мене, прво што е човечки особини мора да се честни и поштени. Доколку се честни и поштени и професионални и борбени, нема од наша страна никакви замерки. Јавноста наша е еднаш така, тоа е све моментот како играш и како делуваш на терен, ја резултатот целогаш го оставам на страна и да изгубиш. Али ако го даеш максимумот и ако се бориш до последниот, Ако е тоа видливо, да, нели? така да тука нема што, знаеме дека тоа е спорт, не победува секогаш најдобри. Така е. Да. Каква е разликата од водењето во оваа сезона? Можам да кажам дека имаш успешна сезона со Тиквеш. Со сите Да, јас проблеми сум што задоволен. се сочуваше клубот со повредени играчи, клучни повредени играчи, релативно слаба клупа, така, вие направивте според мене добар резултат. Пласман на Final Four во купот, битка таму цело време на некого да му поматиш сметки и на крај во конечно разрешница на шампионот. Тиквеш го на некој начин го реши тоа е оваа година од, шампионот. Доколку ти текнува првиот подкаст кога разговарахме дека помалите тимови да Како беше порано, така? да го решат шампионот и тоа
тој шмек и мислам дека имаме многу квалитетен плейоф оваа година. Тоа да го прашам директорот на Тиквеш дали ви беше тоа прва цел да го реши на шампионат? Па, цел ни беше да прикажеме една добра и борбена игра. Јас сум задоволен, нас ние на екипа не надигра во плейоф. Точно кажавте дека до одреден период бевме перфектни и не може со таква клупа, со тој ростер, кога се повредат 2-3 битни играчи, не можеш да го издржиш темпото. Важно е впечатокот дека со нивото на агресивност, со залагање, со борбеност, со пожртвуваност, Тиквеш може беше и број 1 оваа сезона. Ќе ти кажам дека налетав на една група на добри дечки, кои тренира максимално се залага и затоа и дојде резултатот. Верува во тоа што го тренираме и мислам дека Тиквеш доколку продолжи вака ќе биде од тие 4-5 екипи кои ќе бидат конкурентни пак. Дел од таа тактика, да речеме, или филозофија од Тиквеш ја гледаме и во репрезентацијата. Борбеност, брзина, посветеност, сплотеност. Ние во овој состав на репрезентацијата немаме, освен Пикерите и Галевски, немаме некои исклучително корпулентни играчи, но имаме повеќе така наречено модерен тип на играчи. Пониски, послаби, меѓутоа брзи, технички подготвени со многу решенија. Дали такви играчи се токму профилот на играчите и во Тиквеш што ги имаше и во твојата филозофија генерално за ракометот? Баш добро кажа, во Тикве се поклопи со такви играчи. Кога дојдов, тој тип на играчи беа. Кога гледаме по позиции, карактеристиките беа некако слични со ова. И таму имав само двајца повисоки играчи во оваа репрезентација. И како тренер мора да се прилагодиш на тоа што го имаш во моментот. И ние сакаме тука да имаме уште 4-5 бека, со 1,95 м. Ама да го извадиме максимумот од тоа што го имаме. Да. Така да само со агресивност и со една борбеност може да дојдеме до тоа ние што го сакаме. Ама па несомнено и врвниот ракомет, Лигата на шампиони, Final Four ни ги открива дека некако иднината на ракометот и на ракометарите повеќе оди од тој правец, него оној правец на Перуничич и такви некои чинови од добра забелешка, добро времето. кажува, ние кога гледаме Алборг играше нешто слично што ги играме ние, на време излева горе 3-3. Така е. Правиме сега, да, точно вика првен ракомет и сериозни екипи што играат на Final Four. И како изгледаат и како играат. Да, доколку Алборг игра 3-3, значи ние сме негде на правиот пат. Значи ќе гледаме 3-3 и во Словенија. Или не смеме да кажеме, се пак ова повеќе од екипи ни се од наше горно подрачје, да не им откриеме од адутите. Па, зависи од со која екипа и со кој противник играме, ги спремаме двете зони. Така да... И па еве, полека, ајде да се префрлиме таму. Значи, првиот надпревар ни е на 10 јули со Црна Гора. И сега ќе ги спомнам овие, па после ти ќе ни кажеш за сите. Значи, Црна Гора играше на тоа последно европско светско првенство кај што бевме ние 9 и тие беа 20. Вториот надпревар ние на 11 со Хрватска. Хрватска беше во врвот, трето место. Не знам каков им беше расплетот, дали беа сериозни кандидати дури и за титула. Тоа првенство се одигра и во Хрватска, тука има малку предност, така? А ти игра со Шпанија која беше првак. Која беше првак, значи. Да. И играме последниот надпревар на 13 ние со Австрија која беше 13-та. Значи, условно кажано, противници релативно познати. И при тоа да напоменам дека ние изигравме на тоа првенство со Црна Гора, беше во наша група и печаток е дека се вкрстивме со Австрија. Да, во вториот дел се вкрстивме со Австрија и Австрија победи. Печаток е дека двете лесно ги победивме. За Црна Гора сум сигурен, за Австрија не се сеќам како. Па печаток е таков поради крајниот резултат. Но и со двете репрезентации до прво полувреме беше тесно. Тоа е добро, ние сме задоволни од групата. Добро е дека имаме победи на нив, но и додатен мотив, плюс за тоа што и тие не знаат и ние ги знаеме. Хрватска знаеме дека е во овие млади категории нон-стоп се бори за медал. Изигравме со нив до сега имаме 4 пријателски натпревари, имаме некој, како да кажам, 50 скор.
Малце не имали го прилог што на хрватски се враќа можеби еден од најталентираните леви бекови на овој простор, кој на тоа првенство беше во Франјо Иванковиќ. Тие се тука во плюс, но све зависи од ден, мотивација, кој повеќе посакува, така да нас се да дајме. Спомнавме, ги имаше тука групите, да ги погледнеме другите групи. Која е, да речеме, најинтересна и која... Па, сите групи се интересни, но да го објасниме како е принципот и како ќе биде, пошто ова првенство е специфично по распоред како се игра. 24 екипи се? 24 екипи се, прв пат се игра во овој модул, значи во групата А, кај што ние 4, во групата Б се Германија, Португалија, Србија, Грција. Исто квалитетна група, во групата С се Шпанија, Фарски, Франција и Швајцарија. Од овие три групи, само првите три одат во пласман меѓу 8. Катастрофа. И најдобрата втора. Така да немаш право на поправен. Немаш право на нерешено. Немаш право на во првите три утакмици немаш. Кој го овој систем? Па ова е за прв пат и мислам дека за последно од смена, да. И се делат после првиот дел се делат второпласираните со најдобро трета пласирани. Така да малце комплицирано, доколку е втората најдобро пласирана, па игра со првите три од другите три групи. А втората најдобро... Колку време ти требаше да го солодаш? Мислам, многу е комплицирано. На нас е да даеме максимум и да се бориме до крај. Налик на лигата на шампионите што ги фаворизира само најдобри, дека што оне што е талент и потенцијал едноставно треба крв да се пролее за да... Ова не ти дава за право да имаш слаб ден. Да имаш една утајка. А си на првенство. А на првенство си, значи мора да си перфектен. За да дојдеш до тие топ 8, имаме група Д, група Е и група Е. Во група Д се Маđарска, Норвешка, Чешка и Романија. После имаме група Е, Данска, Словенија, Италија и Израел. Може да го послава, да речем. Па единствено, тај група Ф имаме Шведска, Исланд, Полска, Украина. Така да 24 репрезентации, тука се сите најдобри репрезентации. Едно интересно првенство. Много интересно. 10 дена треба. Како и да е, ние ќе изиграме 8 утакмици на по распоред и по начинот на независно како ќе се одвива независно од пласман можеби тоа е една единствена добра страна на таков систем. Од типа првенство кој ќе се отиде и со 3 утакмици се враќаат дома, па и тоа е некако... Па да, но доколку оделе првите две, мислам дека би било малце секако подобро. Тоа што беше на светското. Дали има поставено стручниот штаб и ракометна федерација цел за ова првенство? Нешто на почетокот веќе разговаравме на таа тема, ама сега конкретно за ова првенство. Немаме притисок од ракометна федерација. Тие се знаат што може ова генерација. Ние како стручен штаб и играчи, цел ни е оваа генерација да одиме уште една голема надпреварува. Цел ни е оваа генерација да заврши светско првенство во Полска. И што повеќе играчи да дојдат од оваа репрезентација во кога ќе го изиграме и тоа светско првенство во Полска, значи кажав ќе го изиграме, значи се класираме. Точно ќе знаеме, тоа ќе биде М21, точно ќе знаеме на 21 година што ни е спремно. Што ни е спремно да го немаме тој вакуум простор, значи точно селекторот на репрезентација знае што може да земе овие играчи во партија. Готови производи. Да. Преска ми спомнам, ајде да повторим уште еднаш, кое место на ова првенство е, значи, пласман на светското? До кое место? Неофицијално мислам дека до 15. Неофицијално. Зависи од Полска која ќе заврши најверојатно, не знам, тоа не сум информиран. Кој ќе дојде време, не сакам никој работа да ги редуцирам пред да почне првенство. Колку од овој состав играше лани на светското во Хрватска? Колку од играчите? Скоро сите? Скоро сите, да, само знаеме дека имавме дека Димитар Зунчев имаше несвојна повреда пред светското и бевме практично без левака, игравме со деснак. И затоа и тоа девето место во Хрватска има една поголема тежина и еден поголем успех, затоа што без левако на 2 дена пред првенство отидовме без левака.
И тоа усвари испадна као фактор за изненадување за противниците. Добро сме покриени на секоја позиција. Да. Колку што јас ги гледав. Голмански сме интересни, два интересни Имаме профили. добар тандем, различен Добар тандем, тандем, да. Добро напредуват двајцата. Двајцата си одлични карактери и многу добро се надополнуваат. И мислам дека Македонија околу голмани во тој период. Мене уште една позиција што исто така ми е многу интересна последниве година и пол. Претходно само голмани ме интересира, сега ме интересираат само пикери. И тука сме добро покриени. Одлично. Одлично. Можам да кажам одлично. Имаме европски пикери. Македонија низ годиниве некако имаше стално, има еден збор кубуреше, не знаеш што значи точно така се употребува таква конотација. Немавме многу избор на пикери, од Ванчо Димовски преку Столе, Немавме Ѓоргоновски, Никола Марковски. Марковски, некако во 20 години 5 пикери. Сега Толку имавме. имаме двајца пикери кои се иднини на Македонија во наредните 10-15 години. Тројца на него, заборавам и Дејан Михайлович, кој е различен тип од нив и кој е X фактор во дадени моменти во оваа репрезентација. Али само Листовски и Тино Карасманаки се двајцата столба. Кога ќе се префалам на бековите, таму ми е милина да ги гледам, иако го скршив онај сон за Перуничич бекови бомбардери. Не се корпулентни, сите се високи, сите се брзи, брза промена на правец, добар пас. Делуваат доста интересно Македонија. Сите се добро технички дотерани, да кажам во тој жаргон. Поштуваат еден систем, точно се знае во кој даден момент, имаат една слобода, што мислам дека е најбитна за играч, дека не е под притисок кој ќе го донесе тоа решение. Да може да е креативен. Да, имаме на левата бековска позиција млад талентиран играч кој мислам дека ќе добие повеќе минутажа сега на првенство, Ајмен Митев. Може би на десната бековска позиција физички не изгледаме така, али Димитар Зунчев е технички можеби најкомплетен оваа генерација. И на крилата исто сме добри, таму имаме играчи кои што сите имаат добри минутажи и таму ние уствари и единствениот хендикеп со Аце Петковски кој што не успеа најверојатно до крај да се реши со не би сакал да навлегувам долг период. Одсутен, ја имав многу голема желба да дое со нас, без разлика тоа дали... Статистички тој беше најдобар стрелец на оваа репрезентација на првенството. Аце една битна карика. Така. Аце знаеме дека беше и во тој поширок список на репрезентација. Битна карика во оваа генерација, може би да кажам јас сите се добри, квалитетни, еден од подобрите играчи. Долг период на рехабилитација, да кажам уште еднаш дека ми е жал што не е со нас, без разлика дали можеше или не, требаше да биде со нас, да ја осети атмосферата, да биде дел за тоа што е дел од ова, да биде тука со играчите заедно. Надам дека ќе го имаме во период кој што следува. Па значи ќе го гледаме на светско. Да. Единствено не сум задоволен и тоа му го посочивме со Бранче на Марио Стојановски, мислам дека малце треба повеќе да се ангажира и сам да баре доколку нема минутажа во Вардар, да гледаме дека во Вардар остануваат пак двете крила, дека треба да бара да измени средината. Дали на позајмица, дали да... Пошто Марио е еден квалитетен играч од два правца. Тој го покажа тоа пред година дена, ако се навратиме назад, кога после повредата на Дејан Манашков одигра 2-3 надпревари одлично за Вардар. Да, и оваа година нема таква минутажа и ние треба да се грижиме за нашите деца. По примерот на Усунчери, Бутел, Пролет, Тиквеш. Че барам негде кај што ќе играм, доколку се докажам, клубот од кај што сум. Ќе ме врати назад, одма. Значи, ова сега што се случува низ Македонија, мене многу ми се, како да кажам сега, многу добар концепт. Немаат минутажа, одат и играат во други клубови. Секој клуб ќе сака да го врати во убави клубови, не се банални клубови. Клубовите се од Суперлига. Така. Секој клуб, доколку играчот квалитетен и добар, ќе си го врати назад. Така да на Марио му останува. Тоа мора да го следи во годините, доколку има големи амбиции, а ние сме сите
треба да му помогне во тој дел. Из ракометот станавме добри пријатели со Дибиров. И он има една многу добра забелешка, најверојатно и сите вие во ракометот ја чувствувате таа, поготово вие што сте имале посериозен успех, посериозна кариера, а тоа пак ми го објаснува мене, вика Виктор, мора да излезе играчот од својата комфортна зона. Значи, ако има стипендија од 500 евра и го носи дресот на Варда, а седи на клупа и е задоволен, не може да напредува. Значи, мора да го земе предизвикот сериозно и да загризе. Ево кажа ти малце по-директно. Мене ми е болесно. Тоа е тоа, ние сме научени и мислам дека такви сме по карактер, комфортна зона, тука сме така, не сакаме предизвик, не сакаме да рискираме, така не може да одиме напред. И па еве сега кога сме кај комфортната зона и за тебе лично, сигурно ќе беше комфортна зона да останеш во Кавадарци. Да. Ти веш така проверено публиката те засака иако ти не си кавадарчанец. Не, но сум, ама после 24-25 години се врати во мојот крај. И сега го зема предизвикот повторно Словенија. Имаше долги години играње во Словенија. Да, околу 10 години. 10 години, така. Тоа не е комфортна зона. Словенија е земја на ракометот, може и повеќе од Македонија по некои критериуми. Па баш со Бранко разговаравме пред некои дни и гледаме спортските резултати ги гледаме на Словенија, а некако сме иста земја. Така. Да, тие се на Олимпијада и со бекарите, и со ракометарите, и кошаркарите. Така да во секој сегмент еве ги немам што се фудбал и треба сите да се насочиме. Така, да не ги подценуваме, него напротив, да не бидат мотив. Да не забораваме дека имаат освоено и медали. И на европско, и на светско, и дури мислам и на Олимпијада дека имаат освоено медали, ракометарите. Не сум точно сигурен, нели? Имаат медаля секако освоена, така? Мислам дека од некој првенство Да. има. И плюс ги сметаме за земја извор на средни бекови и на тренери. Па... Или повеќе на средни бекови и помалку на тренери. Добро им се поставени работите од млади категории. Имаат некој систем кој што функционира и од тука трпат. Мислам дека го разговаравме на првиот подкаст, не. Од многу квантитет вадат квалитет. Значи скоро во секое место има сала и се игра раком. А ние се враќаме на темата дека во аеродром со 80.000 жители нема ракометна сала. Пак и нас е тоа проблемот и сакаме после правиме паралели, сакаме успех, сакаме не, а на тоа што најмногу треба да обрне внимание не Не воопшто нема. на тие долни категории, на тие деца кои што треба да дојдат, после купуваме и ги носиме играчи од надвор кои не се на класа, кои взимаат Местото на нашите деца и тоа е, мисламе, на тема за... Да, ама јас секојаш, ја не пропуштам ситуација да си ја повторам. Најракометната нација, во најракометната општина, нема ракометна сала. Една дефиниција за состојбите во македонскиот ракомет. Пред некој ден разговаравме и Има аеродром, само аеродром нема ракометна сала. Општината аеродром нема ракометна сала. Јане Сандански е јавно-приватно партнерство кое што аеродром ќе го помириса 3000-та година. Да. Дури да имав повеќе време, малце и со истражувачко новинарство да се занимавам како таа сала преиде во владение на МОК и како во 19 часот навечер во малата сала нема никој. Затоа што е прескапа и за клубовите и за рекреативците. Не е тема за... Ајде уште малце ме интересира за твојот ангажман за Словенија. Ја допрев на Словенија. Голем предизвик за мене. Ме контактира, можам да кажам, пред 2 месеци. Луѓе кои што биле претходно во клубот, кој јас бев како играч. Ми каже дека сум во опција, биле 3 тренери во опција. Позитивно ме радува што не само квалитетите како тренер, некои човечките особини и тоа што се остави порано, значи све комплет као човечка, као на фигура, значи битни се сите компоненти и ме радува што се одлучија за мене, голем предизвик за мене, еден чекор напред, така да имам доста работа од таму. Ние низ подкастиве често се гордеевме дека оваа година во Суперлигата, која што ни е апсолутно интересна, неизвестна, доминација имавме на македонски тренери,
Ја некојаш така сакам да си го наречам тој нов бранд на македонски тренери, значи во сите клубови беа македонски тренери, што мислам дека од поодамна не се случило, постојано имавме некои стручњаци од надвор кои што требаше да не учат ракомет, а оваа година Добра констатација, добар заклучок и мене ме радува и уште што повеќе ме радува што сите тие што ги водевме клубовите сме бивши репрезентативци. Имавме многу коректен однос. Еден со друг. Можам да кажам за мене, али го тврдам и за други, за тоа што сите утакмици помина во еден професионално ниво, на едно коректно ниво, без разлика на резултат, без разлика на нормално секој се бори за својот успех, али мислам дека го положивме сите тестот што бевме, што го водевме овој плей-оф, сите тренери од сите 8 екипи. Минатиот пат кога разговаравме, директно те прашав и ти директно ми одговори, има ли надеж македонскиот ракомет со овие младенци, ти беше екзактен дека има, веќе и резултатите го потврдуваат тоа, независно од, како што искоментиравме сега, од пласманот на ова првенство со несреќен формат. И таа помладата селекција учествува на Европско првенство. Делува дека дефинитивно има надеж за ракомет на Македонија. Има, кажав и на првиот подкаст, ќе кажам и сега, има, да. Сите мора само да бидеме посветени, да обрнеме внимание на нашите деца, да им го даеме нашето знаење што го знаеме, така да во годините што доаѓаат, допрва ќе се радуваме на некои поголеми резултати, мислам на репрезентација. Факт е дека денешниве млади живеат во едно друго време и е многу тешко да се мотивираат да дојдат во сала, па уште и да тренираат, па уште и додат на припреми во лето. Па, точно е тоа така, но кога ќе дојдат, треба да го препознаат, да ја препознаат таа искреност и поштеност и квалитет што му го предетираме. Кога ќе му го даеме тоа и љубовта, мислам дека нема да има никаков проблем. Као што ние го немаме со оваа генерација, мислам дека и никој нема да го има со другите генерации. Можете и сами да видите денес тука присутни дечките функционираат без проблем. Еве и самата поставеност овде како изгледа ручекот, тоа е една голема маса, како во времето кога ручале викинзите или витезите сите заедно. Ви посакувам пред се здравје, сите да бидете здрави, па и вие стручен штаб, вие ментално и физички здрави да бидат, да си течат подготовките секако што е испланирано, да не се оптоварувате, да знаете дека имате поддршка барем од ракометната јавност и ако не се вратите со медал, ќе сметам за неуспех. Ви благодарам на обавите зборови, што одвоивте време во овој работен ден. Пак ќе кажам дека наш мотив и наша цел ќе биде да ви тврдуваме со нашата борбеност, пожртвуваност и со квалитетна ракомет. А резултатите, доколку тоа го направиме, мислам дека ќе имаме резултат. Благодарам многу, многу успех и ова памти што ти кажав за медаљава сега. Да, ќе видим. Ајде.